Чувството не е пријатно ни за вас, ниту за семејството кое што го чита тоа. Меѓутоа, борбата со со таа медиумска писменост или култура на коментирање, веројатно допрва и треба да почнува и да видиме до каде ќе оди. Секогаш коментарите, кога има жена која што ќе даде изјава, се однесуваат на нејзините лични карактеристики, нејзиниот приватен живот, па дури на нејзиниот интимен или живот кој што го води. Јас често кажувам дека да се биде жена самиот феномен е тешка работа, а да се биде жена во политика е уште потешка работа, бидејќи секогаш треба да работите двојно повеќе за да го покажете вашиот интелект. Секогаш сите ве сметаат како убавката или неубавката, или слабичката, или крупничката и така натаму, но никогаш не го ценат вашиот интелект и вие треба двојно повеќе да работите. Веројатно се уште сме патриархално општество кое што не му е сватливо како една жена може да напредува и секогаш се бара нели со резерва која е причината за нејзиниот напредок.